Новинарката од Тетово Лиридона Весели е осудена на парична казна од 700 евра поради тоа што во новинарско известување споменала име на судија со образложение од судот дека со тоа му го нарушила интегритетот. Судската одлука се однесува на низиното известување на социјалните мрежи во кое Весели го навела името на судијата Назиф Илјази, кој присудил 3-месечна затворска казна за случај што новинарката го следела подолг временски период. Според пресудата, објавувањето на името и презимето на судијата било оценето како злоупотреба на лични податоци и како повреда на неговиот интегритет, иако станува збор за носител на јавна функција и судски предмет кој од јавен интерес. Според Весели, ова е преседан во македонското правосудство и нарушување на слободата на медиумите. Само за тоа што ја известував за судска одлука на судија Назиф Илјази, Основен суд во Тетово, кој му укинал притвор и изрекол казна од само 3 месеци затвор за случајот со малолетна жртва, јас бев казнета. Основниот суд во Гостивар ме осудил со 700 евра за тоа што го спомнев името на судијата. Директен напад, ова е врз слободата на медиумите. Премиерот Мицкоски ја осуди пресудата за новинарката Весели, која смета за ограничување на слободата на говорот на новинарите. Новинарите треба етички да се однесуваат, треба да се служат да информираат јавноста. Слободата на говорот е пред и над се и било кој напад врз новинар, вклучително и овој за кој што вие сега кажувате, најостро го осудувам и апелирам тоа да не се повторува во иднина, без разлика дали е од страна на некој политичар, некоја јавна личност, судија во случајот и така натаму. Реагира и од Сдруженијето на новинари. Име и презиме на судија е јавен податок и апсурдно е да се третира објавата на името и презимето на конкретниот судија како повреда на правото на приватност. ЗНМ оценува дека оваа првостепена пресуда испраќа многу лош сигнал за слободата на изразување во земјава. Кривичното гонење на новинари со објавување име и презиме на јавни лица, особено судии, го зголемува притисокот врз новинарството и правото на јавноста да биде информирана, реагираат од Сдруженијето. Ваквата одлука на Гостиварскиот суд против новинарката Весели испраќа негативна порака во однос на слободата на изразување и медиумските слободи. Реагира и од Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Кривичното гонење на новинари за објавување податоци за носители на јавни функции во контекст на извршување на нивната професионална работа создава притисок врз медиумите и го ограничува правото на јавноста да биде информирана. Сите релевантни чинители треба активно да придонесат кон обезбедување услови за непречено остварување на слободата на изразување и информирање, како и за заштита на новинарите и медиумските слободи, се наведува во нивното соопштение. Инаку, според кодексот и новинарските стандарди, новинарите смеат да објавуваат имиња на јавни личности, особено во теми кои се од јавен интерес. Кога се известува за судски пресуди, тие се јавни, како и имињата на судиите кои ги изрекуваат, а тој податок е достапен за сите граѓани, не само за новинарите. Тамара Дичевска, Сител телевизија.